Новинарите ги обединија успешните од Истокот, доделени 14 награди на поединци, фирми, институции и општини во Брегалничкиот регион. Ние го одбравме најдоброто во стопанството, во образованието, во здравството, во културата, во спортот, така да ќе докажеме дека знаеме да ги вреднуваме напорите и резултатите на другите. Меѓу наградените се најде и рудникот Саса како најуспешна компанија во регионот. Оваа година имаме ние добиена проширена концесија за експлоатација, која што нас ни овозможи понатамошни инвестиции пред се во безбедност при работа, во екологија и во понатамошен развој на рудникот, а и ќе придонесе во развојот на општина Македонска Каменица на целиот регион. Најбрзо растечка фирма на Истокот е Штипска Актива. Име нашиот нов производен погон кој што веќе во Штип е пуштен во работа. Го почнавме минатата година некаде април месец, септември, октомври почна со работа. Официјалниот дел беше пред 2-3 месеци официјалното пуштање. Веќе таму имаме околу 100 ново вработени луѓе со идеја за понатамошен развој и за се поголем број на вработување. Превентивните здравствени прегледи и законските интервенции за нив им донесоа признание од страна на новинарите на Организацијата на жени од Свети Николе. Исто амандманска интервенција во Собранието на Македонија. Сите пратеници гласаа за промена на Законот за здравствена заштита на жените и за воведување на бесплатни гинеколошки прегледи. Штипската гимназија е најдобра образовна институција во регионот. Ова е една награда која што е доказ за успесите и за двете четворки на интегралната евалуација која што ги добивме. Награда доби и најзаслужниот активист за промоција на традиционалното оро од Пијанечкиот крај Копачка. Да искажам голема благодарност за соработката и за афирмирање на нашиот фолклор, односно афирмирање на мојата работа и постигнатите резултати. Меѓу наградените беа и ректорот на УГД Саша Митрев, каратистот Емил Павлов, брендот Винчини, ДАФ, општина Виница како најхумана општина, швајцарската амбасада за донациите за заштита на водите, докторката Паца Донева од Провиштип и хотелот Аурора од Берово.